Источен петок се вика уште извор на лекувањето, бидејќи тој ден верниците одат на најблискиот извор и се измиваат поради лекување од многу болести. На тој ден кој е посветен на прославувањето на Пресвета Богородица, која на тој ден во богослужење се нарекува живоносен источник. Останувањето на овој празник се случил во храмот крај еден извор блиску до Цариград, кој се викал животоносен источник, кој го подигнал царот Лав Велики во 5 век. Според преданието, во една прилика уште додека не бил цар на Византија, во шумата пронашол слеп човек кој го одвел до изворот, го напоил и го измил, а потоа слепиот прогледал. Кога станал цар, на местото каде што ова се случило, изградил храм во знак на благодарност на Пресвета Богородица, а народот веднаш почнал да пристигнува од сите страни, барајќи и наоѓајќи лек за многу болести. Обичај е во зорите да одите до најблискиот извор или поточе каде може да се измиете, да пиете вода и да наберете цвеќе и весели да се вратите дома дури доцна вечерта. Денешниот празник како слава некаде го прославуваат сопствениците на ресторани. Во некои места на овој ден жените не работат по тешки работи. Во некои села се бојадисуваат јајца исто како за Великден, само што овој пат им се наменети на мртвите. Во некои места пак овој празник се прославува и како селска слава, кога е обичај да се заколе јагне.